Спорт. 3x3 културата расте во светски рамки, односно веќе е порасната. 3x3 спортот е еден од ретките спортови, порано дисциплина, улична, која што стана олимписки спорт и на голема врата влезе во олимпиското семејство. Се популарна е ширум светот, со оглед на тоа што и Македонија е земја во која што се негува, се сака, се практикува кошарката, во последно време не толку квалитетно како некогаш, но ги има кошаркарите, присутни се, како составен дел од кошарката и 3x3 спортот е присутен и кај нас, се организираат турнири, расте заинтересираноста од година в година, оди темпото малку бавно, но подобро е да се расте бавно отколку воопшто. Ово утро во студиото имаме двајца представници на Слем Джем турнирите, тоа се Матеј и Никола, ќе ви кажеме добро утро. Добро утро на вас. Слем Джем, велите урбана и спортска приказна во градот, она што му беше потребно на Скопје по недостатокот на настани од секој аспект, особено спортскиот. Матеј, ќе почнеме со тебе, поблиску си. Зошто решивте да организирате спортски настани недостасуваат во секој спорт? Во минатото теренчињата беа исполнети, сега сето тоа е искомерцијализирано, сето тоа е момент кој што е многу различен од минатото, децата се помалку се занимаваат со спорт. Вие велите дека вашиве настани, кои што неколку години се одржуваат во населбата Аеродром, во општина Аеродром, се она што му е потребно на градот и се наменети за младата популација. Зошто 3x3? Зошто 3 на 3 баскетот? Па вака, пред се нашата цел беше баш тоа, да ги извлечеме младите деца и општо луѓето надвор од своите домови и од телефоните, компјутерите, да спортуваат на спортските терени, а 3x3 баскетот пред се го избравме бидејќи мислиме дека баш такво нешто му требаше на градот. Кошарка, ние сме и вака и така спортска нација, никогаш не ни фалело кошарка, ракомет или фудбал, но 3x3 баскетот кај нас е, за разлика од останатите држави на Балканот и во регионот во Европа, малку поназад од останатите, па еве ние се трудиме да го избутнеме малце погоре и да го унапредиме што е можно повеќе. Гледаме сегменти од она што вие го организирате, во фокусот е рекреацијата, во фокусот е спортот, здравиот начин на размислување, на живење, изградба на здрави личности, кои што понатаму би создале здраво општество, тоа ни недостасува и тоа колку. Никола, каков е одзивот на младите? Многу е тешко, имаат високи стандарди денешните млади. Во минатото игравме и боси по бетоните и асфалтите во Скопје. Стандардите се високи сега на оваа младина која што гледа и слуша се и се што по социјалните мрежи, по интернет каналите и така натаму и така натаму. Има ли деца кои што сакаат да играат баскет? Има, секако дека има. Јас сум многу задоволен што има. Тој беше нашата првична замисла. Ние првиот турнир кој што го организиравме лани во општина Аеродром на Патрик беше наменет само за младинци, односно луѓе до 20 години да играат. И ние на тој начин, на тој принцип добивме популарност и бевме поразлични од другите турнири. Исто така организиравме и во септември како зимски турнир, да го наречам, во Сала, во општина Кисела Вода. Исто и тој беше предвиден за младинци, но имавме само една критика која што требаше да ја зголемиме наградниот фонд. Започнавме со многу помал награден фонд, но и така го зголемивме, успеавме финансиски да стигнеме до тоа. А веќе нареднава година, 2025 што го организираме, фативме малце поголем залак и го организираме 2 дена. Првиот ден беше за сениорите, кој што имаше награда која што е во рамки на сениорите, односно 60 денари, 30 денари второ место, а за младинците беше 25.000 прво место и второ место 15 денари. Мислам дека беа задоволни сениорите и младите, дававме све од себе. Со многу љубов го работиме ова, на страна финансиите, ако не работиме со љубов, нема ништо да постигнеме. Да, љубовта и уште еднаш изградбата на здрава општествена личност. Видовме и претходно во јавувањето од Охрид, гостиварци организираа камп во извидничкиот комплекс во нашиот туристички бисер со лиценца на Црвена звезда. Соработката и тоа колку битна
особено со факторите во регионот од кои што можеме многу да научиме за кошарка, од каде ќе учиме ако не од србите, тоа е земјата на кошарката. Дали вие размислувате за меѓународна соработка? Воедно србите се и во врвот на 3x3 баскетот и на олимписките игри, на светските и на европските самити, првенства, турнири, мастерси и така натаму имаат играчи во врвот од топ листата на играчи во 3x3 баскетот. Дали размислувате за таква некаква соработка? Дали е отворен и за гости од надвор? Дали се отворени турнирите што ги организирате? Секако, ние баш ќе ни биде мило доколку имаме и екипи надвор. Може да се каже дека целиме кон тоа да биде нашиот турнир интернационален, со тоа што моментално играат екипи кај нас низ цела Македонија, доаѓаат од Охрид, доаѓаат од Кочани, доаѓаат од Штип, и тоа ни е баш мило и направи горди дека не сме само скопски турнир, туку сме проширени низ цела Македонија. Сакаме веќе од следната година да почнеме и да одиме низ останатите градови во Македонија. Имаме неколку понуди од други градови кои што ни звучат интересно и баш би сакале да ги оствариме. И мислиме дека само тоа е вистинскиот пат да станеме еден од подобрите турнири воопшто во регионот. Не само подобрите турнири, туку и организација која што ќе произведува квалитетни млади личности. Никола, добро, ден-два има турнир на Патрик во Дупка, не знам, во Радишани, во Центар, во каде и да е, Ѓорче Петров на друга страна од градот, во другите градови има турнири, тоа е во ред. Што кога нема турнири? Има ли деца по теренчињата? Имате ли сондажа за ова? Колку што имало нема. Јас лично, играв кошарка, прекинав, но се уште идам, практикувам да идам на терен. Колку што имало не, многу е потешко се соберете и за баскет другари, а не па на терен да се сретнете, така да сметам дека се сменија времињата, но гледам доста помлади, јас кога сум бил нивна возраст одат, но моја генерација више многу потешко одат. Добро, колку години имаш? Јас 18. 18. Твоја генерација, ти не си млад, ти си најмлад. Најмлад сум ја, ама сакам да ви кажам, таа 12-13 години таа генерација ме радува, идат на кош, ама ете моја генерација веќе почињат и со работа, факултети, некои си оти од државата и потешко да се собереме, но така кога ќе се собереме убаво си поминува. Добро, ако ништо друго барем пренесете желбата, ентузијазмот на помладите. Матеј, каков е ефектот од тоа што го организирате? Имате ли собирате ли искуства, колку се оние кои што се надпреваруваат таму задоволни од организацијата на вакви турнири? Бараат ли нови, бараат ли уште турнири? Еден турнир годишно на една локација е премалку, со цел да се да тлее оганот за баскетот, за 3x3 спортот. Па да, после секој изминат турнир ние добиваме доста пораки и од наши другари и познаници дека бараат што поскоро да се организира и нареден турнир, нареден настан, бидејќи навистина како што споменавме претходно ни фалат настани, поготово од спортскиот аспект. Па така ние се трудиме, но навистина е малку тешко да се организираат повеќе од 1-2 настани во годината, кога ќе го со тоа што сакаме тоа што го правиме да биде квалитетно и да знаеме дека сме дале 100% максимум од самите себе. И мислиме дека се што е повеќе од 2 турнири на годишно ниво е прераснува во квантитет, а тоа не сакаме да се случи. Ние сметаме дека квалитетот е она што треба да не застапува. Добро, Никола, начнавме во текот на разговорот дека имате идеја да организирате уште турнири, дури да одите и вон границите на општината и населбата. Секако, веќе го направивте тоа, но и вон границите на градот, па може ли чисто да ни најавиш што и како се предвидува? Ајде, што и како се планира за едниот период? Па вака, за летоска имаме исто план. Местото каде што планираме да е турнирот не е баш класично место за турнири, тоа не би да го откривам, затоа што мислам дека до сега нешто што се нема случено од државата на такво место се прави турнир, така да не би го откривал сега. Добро, високо е или на ниско е, да знаеме само да вака. Ете, гледате како знаете. Еден хинт. Па така знаете и самите. Добро, на ниско сигурно не. Добро. Така да тоа на Патрик си го тераме наредна година стандард.
план ни е чисто и јас некојаш така кога идам по другите градови разгледувам кај има добри поволности за исто се организира во друг град нашиот турнир. Но понуда како понуда имам исто така и во Гевгелија. Така што најверојатно таму би започнале ако идеме прво во другиот град, па после нели во другите градови во Македонија. Прво нели во Скопје да се расшириме како што треба, па во Македонија, дај Боже понатаму и на Балканот, да идеме од чекор по чекор, многу е поубаво. Кога го започнувавме сето ова, примарна цел ни беше на мене и на Никола кога сме правеле муабет меѓу нас, ни беше да создадеме на некој начин турнир кој што ќе прави на караван низ цела Македонија. Значи започнуваме со месец, пример одредуваме еден месец од летото, да кажеме тоа е јули или пак јуни како што го тераме сега, и да тргнеме од Скопје, Куманово, Тетово, Битола, Охрид и да направиме еден убав спортски месец, а да не биде само викенд. Ако можам така да се изразам. Значи сакате во текот на жешките денови да ги малтретирате оние кои што сакаат спорт, да ги вадите надвор на топлите. Точно така. Во топлите часови. Со оглед на тоа дека се игра во текот на целиот ден турнирот, какви се термините? Ние практикуваме да започнуваме од 5 часот попладне. 17, значи. Да, 17 часот, да. Со тоа што би ги избегнале тие најжешките сати од денот и првиот час, првите 2 часа се топли, но се понатаму нели како заоѓа сонцето добиваме сенка, малку заладува и добиваме една убава и баш интересна атмосфера на теренот каде што играчите играат до самиот крај и се трудат да стигнат до финалето. Тогаш атмосферата е потопла. А вака времето. Да, гори како и да е, гори на 3x3 теренчињата. Благодариме Матеј и Никола што бевте гости ова утро. 7:59 прелета 15 на минути. Ме прашувавте колку ќе трае разговорот. Може да трае и до крајот на емисијата, нели? Темите се неисцрпни. Се надеваме дека ќе придонесеме да се чуе вашиот глас и дека што повеќе млади луѓе ќе се вклучат во продукција и изведување на вакви спортски настани.